Здраво, драги ваги! И добре дојдовте во вашиот месечен хороскоп за јуни. Пред вас е месец кој носи нова енергија, нови сознанија и можност конечно да почувствувате дека работите почнуваат да се движат во насока која ви одговара. Ако во изминатиот период сте се чувствувале заглавени помеѓу желбите и обврските, помеѓу она што го сакате и она што другите го очекуваат од вас, јуни ќе ве повика да направите еден многу важен избор. Да се изберете себе си. Не затоа што другите не се важни, туку затоа што предолго сте се ставале на последно место. И овој месец во кој ќе почнете појасно да гледате што заслужувате, каде треба да ја вложувате енергијата и што е време да оставите за себе. И колку и да изгледаат мали тие промени, тие може да имаат големо влијание врз вашата иднина. А главна порака за вас во текот на јуни е не се плаши да донесеш одлука. Вагите често сакаат да ги разгледаат сите можни страни пред да изберат нешто. И тоа е прекрасна особина. Но понекогаш токму тоа ве држи во место. Премногу размислување, премногу анализирање, премногу чекање. Овој месец ќе ви покаже дека некои работи нема да се решат сами од себе. Ќе биде потребно вие да направите чекор. Да кажете да или да кажете не. Да останете или да заминете. Да започнете или да затворите едно поглавје. А колку и да ви изгледа тешко, ќе почувствувате олеснување штом престанете да се двомите. На љубавен план, јуни носи многу важни моменти. Ако сте во врска, ќе почувствувате потреба за поголема јасност и стабилност. Може би има прашања кои долго време се одложувале, може би има теми за кои никој не зборувал отворено. А сега е вистинското време за искрен разговор. И тоа не со цел за да се создаде конфликт, туку со цел подобро да се разберете. И некои ваѓи ќе донесат и важна одлука за иднината на својата врска. Некои заеднички планови, заеднички цели или нов чекор во односот. А слободните ваѓи може да се најдат во интересна ситуација. Можно е да има повеќе од една личност која ќе покаже интерес. Но овој пат нема да ве привлечат само убавите зборови. Ќе барате нешто подлабоко, нешто искрено, нешто што носи чувство на сигурност, а токму тоа може да ви изненади. Работата и финансиите во текот на јуни за многу ваѓи ќе почнат да гледаат нови можности на професионален план. Некои ќе добијат понуда, некои ќе започнат нов проект. Некои конечно ќе се охрабрат да побараат повеќе за својот труд. Ова е месец кој ве потсетува дека вашето време и вашите способности имаат вредност. Не потценувајте се. Не прифаќајте помалку отколку што заслужувате. И финансиски ситуацијата може постепено да се подобрува, но ќе биде важно мудро да управувате со ресурсите. Не секоја желба мора веднаш да се претвори во трошок. Понекогаш најдобрата инвестиција е она што ја правите во себе. Во своето знаење, во своите вештини, во своите идни можности. И една од најголемите лекции во текот на овој месец ќе биде учењето да кажувате не. И тоа без чувство на вина. Колку пати сте прифатиле нешто само за да не разочарате некого? Или колку пати сте се согласиле на нешто што не сте го сакале? Колку пати сте ги ставиле тугите потреби пред своите? Така да јуни ве потсетува дека границите не ги отурнуваат луѓето, туку ги штитат здравите односи. И кога ќе почнете повеќе да се почитувате себе си, и другите ќе почнат повеќе да ве почитуваат. Ова е месец во кој ќе градите посилна самоодоверба. Не само преку големи зборови, туку преку мали одлуки кои ќе покажат дека конечно сте на своја страна. А вашите најголеми можности во јуни доаѓаат преку нови познанства,
некои партнерства и соработки, учење и надградување, креативни проекти, важни животни одлуки, подобрување на личните односи. И обрнете внимание на луѓето кои влегуваат во вашиот живот овој месец. Некои од тие средби може да се покажат многу поважни отколку што изгледаат на почетокот. А на што треба да внимавате? Најголемиот предизвик може да биде неодлучноста. Ќе има моменти кога ќе сакате уште малку време, уште малку информации, уште малку сигурност. Но животот не секогаш ни ги дава сите одговори однапред. Понекогаш треба да веруваме во себе и да направиме чекор. Исто така, избегнувајте да превземате туги проблеми како своји. Не може да ги спасите сите и тоа не е ваша задача. А моќна порака за вагите во јуни е: драги ваги, време е да престанете да се сомневате во својата вредност. Време е да престанете да чекате некој друг да ви даде дозвола за среќа. Време е да престанете да го одложувате животот што го посакувате. Во вас има многу повеќе сила отколку што мислите. Многу повеќе мудрост отколку што си признавате и повеќе храброст отколку што покажувате. Овој месец ве повикува да направите избор. Избор за себе, избор за својата иднина, избор за својот мир. И кога ќе го направите тој избор, ќе сватите дека најтешкиот дел не бил патот. Најтешкиот дел бил да си дозволите да тргнете по него. И верувајте си. Верувајте му на животот и продолжете напред. Убави работи ве очекуваат. Драги ваги, ви посакувам прекрасен, хармоничен и успешен јуни. Доколку ви се допадна овој хороскоп, напишете во коментар, го избирам својот мир. И доколку сакате, претплатете се на каналот за повеќе видеа. Ви благодарам.